Доктор Камилија Симеонова, таа е специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Добро утро официјално. Ставаме акцент на вашата дејност и реално најголемиот број на пациенти според возраст кои што доаѓаат кај вас. Подобро, како забележувате и што всушност се знаците кога вие забележувате дека тој пациент доаѓа со нарушување во исхраната? Така. Најпрво благодарам за поканата, Јована. Денеска отвараме една многу значајна тема и она кое што е навистина актуелно голем проблем е односот на храната на тинеџерите. Се почесто, ако да речам години наназад, возрастната група била малку подоцна, сега се порано гледаме млади, да речам во таа преадолесценција, кои што веќе имаат развиено нарушен однос кон исхраната. Оно што, да речам, кога веќе ќе стасаат нели до детски психијатар, е моментот на значајно нарушување на функционалноста. Заради тоа што нарушувањето на исхраната никогаш нема фулминантен, бурен тек, него тоа е едно суптилно нарушување кое кога ќе, да речеме, ескалира, кога ќе кулминира, тогаш дава клинички знаци од типот на кахексија, нарушена телесна тежина, нарушена снага, волја, анксиозна состојба, депресивна состојба и слично. Зошто мислите дека е така? Доцна се забележуваат симптомите или едноставно можеби од страна на родителите доцна се препознава состојбата, односно се прифаќа состојбата дека всушност станува збор за таква нешто? Така, бидејќи да, навистина е така, заради тоа што и самото нарушување на исхраната ја би го споредила како едни бебешки чекори. Знаете, бебе прво нели полека лази, па продува, па после тоа нели се случуваат сите развојни други фази. Истото и со нарушувањето на исхраната. Адолесцентот најпрво идеализира некого, како сака да изгледа. Потоа суптилно намалува на исхраната. Потоа станува преокупирано со исхраната, што да внесува, како да внесува. Следи се сега актуелно со социјалните медиуми каде што оните како имаат прилика да нели следат калориски внес, кое колку калории чини и слично. Сега веќе се може на паметниве телефони. Да, и така се особено нели веќе сме ера на вештачка интелигенција, така е. И просто како да тоа се случува суптилно и најпрво родителот е дури и среќен со ова дете, заради тоа што ова дете конечно нели почнува да се грижи за себе, почнува да спортува. И она кое што за жал се случува е ескалирање на оваа состојба. Таа преокупација станува водачка снага на детето. Детето просто веќе не е заинтересирано за вообичаените активности кои што се карактеристични за неговата развојна доба. Туку едноставно како ова да станува неговиот свет, калориите што внесува. И родителите всушност доаѓаат на лека во оној момент кога веќе има значаен пат на функционалноста на детето. И тоа е така заради тоа што самата состојба не е дека родителите можеби нели не се посветени на ова дете, туку едноставно суптилно се случува. А кога ќе се забележат првите симптоми, како дали ова во реч што го внесувам, сакам да изгледам послабо, сакам да изгледам како тој, изборот на намирници, како треба родителот да реагира? Најпрво, да не даде пау ефект, знаете како, децата се што чинат да потикнуваат внимание. Секој нивно однесување е некаков потик за внимание. Да не бидат прегласни кога коментираат за храната. И знаете, секогаш треба никако родители базично да внимаваме кои намирници ги имаме дома. Бидејќи најголем ризик имаат оние деца кои што во раната, да речам, животна доба имаат поголема телесна тежина, па често пати се шега на врсниците и тие се многу ризични. Исто така ризични се оние деца кои што да речем имаат еден перфекционистички образец на функционирање, у смисла што сакаат да бидат 5:0, да учат да постигнуваат најмногу. Перфекционизмот е поприлична карактеристика на овие расстройства, бидејќи стремиме кон нешто кое што е идеално, некоја слика. Ние не стремиме кон функционална, здрава личност, туку тежнееме кон една слика која што ние се имаме визуализирано. Зошто сметате дека е најкритичен периодот на адолесценција? Адолесценцијата, па да, и тоа го вели статистиката, дека и најголем дел на нарушувањата и започнуваат тука. Заради тоа што за прв пат детето од една состојба на детство преминува во возрастна индивидуа. И тоа е таа развојна криза. Како јас ќе се прифатам себе си со тие секундарни облини. И знаете, често пати девојчињата кои што можеби не сакаат да пораснат, како да прават регрес назад во една стабилна, сигурна, безбедна детска зона, каде што немаме секундарни карактеристики, каде што не треба да се сепарираме од мама и тато, каде што стануваме лојални на домот. И често пати ќе видите дека тоа се родители кои што на некој начин се поприлично ригидни во ставовите за децата.
И не е случајно да баш овие деца развијат на ваква клиничка слика. Иако секогаш и во секој расстройство станува збори за генетска основа. Кога соработувате со пациентот, за адолесцентот, зборам тинеџерите, Така. адолесцентите, барате да бидат присутни родителите или засебно ги држите третманите? Зависи од патологијата, меѓутоа кога искрено зборуваме, адолесцентот е многу покомфорен да зборува сам. И тоа значи дека на некој начин ги делиме Што сеансите. кажува тоа? Тоа кажува дека се бори за индивидуалност, се бори да порасне, се бори да биде, знаете како во очите на родителите да биде независен, да биде како еден, знаете како еден возрасен, еден млад возрасен. И родителите нели често кога ги разговараат, нели нашите деца секогаш ќе бидат деца за нас независно од возраста. Така што и родителите некогаш стануваат како заглавени во тој процес, па чекаат на мој дете зашто не сака да зборува пред мене. Заради тоа што возраста е специфична. Добро, социјалниот притисок го споминавме во делот на тоа дека некои дечиња кои што имаат поголема телесна тежина, дека се повеќе изложени, може тука под наводници го ставиме булингот, тоа секако. Така и е. Сме сведочели во наше време го имало тоа, го има и сега. Прашањето ми е социјалниот притисок. Дали можеби тука некаде грешиме во поставувањето на идеали? Нема никој идеален, нема никој кој што е совршен, нема никој кој што дури и познатите личности, како што ќе ги видите на телевизиските екрани, тие се обични луѓе кога ќе ги видите во живо приватно. Така е. И неслучајно е заради тоа што и актуелно се почесто нарушувањето на исхраната. Знаете што вели светската статистика? Дека 20 до 30% од светската популација имаат нарушен однос кон исхраната. А 9% од светската популација имаат нарушување во исхраната кој што е клинички ентитет, значи кој што зима функционалноста. Кој што е булимија, анорексија, да, веќе во знаете тој. како? Многу интересно што дијабетот е 9%, 9,3% од светска популација, а ова е 9%. А колку се зборува за дијабетот, колку се зборува за ова? Да. Не. И тоа е логично, заради тоа што знаете како кога ќе кажете дека имате дијабет, луѓето ве сожалуваат, леле, сега ти се случи ова, баш ми е жал за тебе. Ако кажете дека патите од некоја ментална болест, луѓето имаат еден момент како, значи ова не е здрава личност. И знаете, така, стигмата е таа која што ги прави работите. А социјалните медиуми се дефинитивно број еден причина зашто младите се толку преокупирани со физичкиот изглед и доживувањето на идеалите. Неверојатно е каков притисок всушност општеството и социјалниот притисок што се може да направи од повеќе аспекти. Тогаш кој е соодветниот пристап? Како треба да се однесуваме? Родителите, ќе го споменеме целокупното општество, на училиштето, од друга страна, и тоа е нешто што треба да го забележат и соучениците, наставниците, професорите, сите оние кои што се вклучени во процесот. Така и неопходна е психоедукација и подигање на свеста, значи подигање на свеста кај младите. А тоа можеме нели да го направиме ние возрастните со зборување. Јас пак ќе кажам, за дијабетот сме толку запознаени, а ништо помалку не е застапено метаболното нарушување, односно нарушувањата кои што се директно причинети од тоа нарушување на менталното здравје кај младите. И она кое што и претходно ме прашавте, Јована, е зошто баш младоста, зошто баш младите деца? Има баш логичен одговор. Заради тоа што детското мислење е црно и бело. Или те сакам, мамо, или не те сакам. Или сум добра, или сум лоша. Нема средна вредност. Да. И перфекционизмот, односно изгледањето перфектно или изгледањето целосно лоша. Децата немаат медиум. И ние како возрастни сме должни да им го дадеме тој медиум. И мене ми се допаѓа заради тоа што доста од, да речам, од модната индустрија, па вие ќе видите на Victoria's Secret, веќе има на сајтот, кога ќе сакате да порачате нешто, навистина тип на модели кои што се и со покачен телесен индекс, и со понизок телесен индекс, и со среден телесен индекс, значи апсолутно тоа е реалноста. Сите тие модели на жена постојат. И тоа е освестување. И ние како возрастни треба да имаме во школите, јас пак ќе кажам, се сум свесна дека капацитетите ни се можеби и оскудни, меѓутоа треба да работиме во правец на подигање на менталното здравје. Колку вообичаено трае еден третман за адолесцент со нарушен однос кон исхраната? Нема да кажам кој што има состојба на анорексија, булимија, и тоа сепак нели треба да здравствено да се докаже со документација дека тоа така, еве со нарушување во исхраната.
Па да, и анорексијата, и булимијата, и орторексијата, тоа е се еден спектар на нарушување со исхраната. И тоа е всушност она што многу ми се допадна што го кажавте, што треба нели клинички да се докаже. Тоа е зашто диабетот е попопуларен. Имаме гликемија, имаме параметар. Да. Немаме параметар за ова. И за нивна ментална болест, да речем, немаме параметар. И заради тоа можеби е толку тешка да ја визуализираме. Она што можам да го кажам, нели како доктор кој што нели клинички работам со овие пациенти, третманот не е краток. Не е краток заради тоа што ние секогаш ги штедиме младите од фармакотерапија. Даваме фармакотерапија кога сите ресурси ни се потрошени, у смисла кога клиентот веќе има посетувана психотерапија, работени се сеанси со него, кога не добиваме ефикасност тука, пристапуваме на фармакотерапија, или кога клиничката слика доаѓа или пациентка која што има значајна анорексија, каде што има значаен пад на телесна тежина, тогаш сме принудени да започнеме и фармакотераписки во самиот старт. Така што не можам да кажам и дека тоа е краток временски интервал, бидејќи тој образец кој што пак ја кажам, не траел кратко пред да кулминира. Како психијатар кој што работите со цели семејства, но и со тинеџерите и адолесцентите, во целата оваа работа, конкретно кога станува збор за ваква состојба, што ви е најголемиот предизвик? Родителите. Знаев. Чекав да вие да го родителите, кажете, да. И знаете како, сите имате една слика дека детски психијатар е психијатар кој што се бави со 3-годишни дечиња, меѓутоа она кој што праксата го кажува дека детски психијатар мора да покрие третман на целокупното семејство и заради тоа е неопходна психотерапијата. И родителите, знаете како, и јас сум родител и апсолутно се согласувам дека родителството е најчувствителната, највулнерабилната категорија и дека многу е тешко кога се освестуваме дека некаде постои нели некаква грешка. И јас секогаш ги охрабрувам родителите, сите правиме грешки. И човечки да правиме грешки, меѓутоа кога ќе се затекнеме дека нашето дете јавува дисфункција, треба да се запрашаме со родителството. Можеби има нешто таму, можеби да, навистина нема. А родителството се учи? Се учи. Тоа е доживотен процес. И знаете како и децата не учат да бидеме родители. И ние учиме од нив. И тоа е взаемен процес. Дали можеме ние како општество да изградиме една култура на општо прифаќање и на разбирање и отвореност? Јас верувам и сум била едукатор на професори во основни училишта. И јас стварно сум забележала дека професорите се гладни да слушнат. И не е дека нашето општество не сака да слушне, туку дали има достапно што да слушне. И ја храбро, мислам, оно кое што можеби е моја идеологија и ги охрабрувам моите колеги е дека ние сме должни да зборуваме. Ние сме должни да го покренеме менталното здравје, бидејќи логично е во ниско развиени земји каде што нели луѓето се борат со глад, да многу и не се замараат со емоциите. Меѓутоа емоциите се тие кои што се двигател на нашиот живот. Ние сме социјални битија. И како менталното здравје е јако врзано, врежано е во нашите тела. Се надеваме на успех, се разбира, во цела оваа процедура и на едно поубаво општество, поради тоа што нашите деца растат во општество, нивните деца, здравје Боже, треба да растат и треба да напредуваме во тој дел. Благодарам докторка Милија Симеонова, благодарам за гостувањето денес. Благодарам за поканата, Јована.